уште едно утро на Радио Лидер, уште едно предизборна анализа, уште една одлична емисија во која ви најавуваме дека ќе уживате во наредниот скоро 1 час. Кампањата е во самиот ек, некаде на средина. Ивица, ово утро имаме човек кој е еден од најискусните за кампања во држава. За изведба на кампања. Не бил само кампања за независност, предпоставувам. Бил многу млад да биде у таа кампања. Бил во своето оделение во школа. Значи бил кампања. И да се извиниме што достапно бавно вари кафето на ринглото. Да. Као за секој пожар што е одговорен кабелот, за секој доцнени кај нас ринглата. А превосно беше роден да биде у кампањата за доживотен мандат на Тито за председател. Тоа промаши. Имаше таква кампања. Добро да се, ај тоа е кампања се. Владко, еве, ајде да споредиме денешниот кампања. Кампањата Циле против Ставрев исто така. Да, ја тоа ја памтим. Ти не си бил ни роден. Ја Циле го памтам, тоа е дебелиот чичка што фрлаше јаболки. А Глигорije Гуговски против Васил Костечиновски? И референдумот за трамвај и тролейбус во Скопје. Тоа исто така не го заборави. Пропадна вториот или третиот? Пропадна. Спектакуларно. За самопридонес. За самопридонес, да. Спектакуларно, со кампања, со сите работи, со се. Да. Еј, сега Ама види, тогаш комунистите испочитуваа волјата на бирачите. 30 години подоцна, комунистите не ја испочитуваа волјата. Посткомунистите промаши, видиш. Ѓорчев, си ги видел сите кампањи, значи, еден осврт да даеме. Како имаат ова ќе биде како Тома Здравковиќ се ве видел све живел. Отприлика. Таква емисија ќе тераме, знаеш. Да. Уморан од живота. Уморан сам од кампање. Уморан сам од кампање. И од СДС и од себе. И плаката. И плаката, микрофона. И спотова. Билборда и мегафона. Нешто гледам да се враќаат влад на автобусите. Ваших фраза и обеќања. Да. Владко, ама зашто значи лудом радување. Филе Тупурковски го воведе оној феномен на автобус брендиран. Да. Сега има Бујер автобус, има Ванковска автобус и има Максим Димитриевски автобус, ако не се лажам. Добро. Значи од сите кандидати вака сумирано не возат или ги возат? Па не знам, се вози автобус, Ванковска на автобус ја гледаш. Која е пораката, ево објасни ми. Вози Мишко. Еве, во Америка го има тој феномен со автобуси, ама на времето, сега го нема. Да, го има на локално ниво. Да, на локално ниво, на државно ниво со авион лета, да и ги држат во Америка. Оние малите државички, да, не и ги држат митинзите на аеродроми. Зборам кога е при крај кампањата. И ги држат на хангари, они имаат доста аеродроми и митинзиве ги држат во хангари, ќе дојдат и после тоа се влага во авионот и се продолжува понатаму, а самиот авион е билборд, или позади него пишува, не знам, Хилари или Трамп или Обама или Бајден, така. Замислям авион со Ванковска на него. А бога ми а со Стевчо можеш да замислиш. Со Стевчо можем носач на авион да Цепелин. Носач на авион, е иствар. Да. МСС. Каква е еволуцијата на кампањите во Македонија? Од 90 попримитивна станува понапредна. Знаеш, некогаш може би биле тие дизајни полоши, ама па пораката била поубава, повеќе се внимавало на тоа. Не, тогаш, Лјупчо, на времето повеќе ги следавме кампањите затоа што тоа беше под наводници единствената вест дента. Например, ако 94-та со Љубиша Ѓоргиевски и Киро Глигоров, не знам, дента имаше 3-4 вести и така беше, да речеме, месец дена, сега дента добиваш 300 вести. И многу помалце ги впиваш тие вести. Значи, и, например, сега прозорот на внимание на мобилен телефон ти трае максимум 7 секунди. Значи,
најубавата актерка, не знам, најзгодниот актер, најпопуларниот пеач, најдобриот фудбалер, кој ќе одаде најдобриот гол, ти го гледаш тоа 7 секунди. И толку. Нашиве нели и генерално тогаш на пример младите беа прилично исполитизирани, сега се прилично деполитизирани. Или пензионерите секако се следат политика повеќе. Па 14, 12, 10 и 8. Почекај, ќе видиш дека не е далеко од наше време. Моето 18. Значи ни се чини само, знаеш, затоа ние сме во некоја друга димензија. А и тие поинаку тоа го изразуваат, знаеш, смената е малку времето. Ама не, види, Боцовски, ние, например, 90-та година, јас, сега не сме толку, ние не сме нешто многу репрезентативни, ама ја и ти поготово, кептен, она, просечен просек некој, стратум на просечно заинтересиран. Символ за младетата. Ние гледавме вести секој ден. Или сеќаш Будимир Лончар, не знам, Јасер Арафат и слично. Јасер Арафат и ја го фатеше. Ама ти не го фати, да речеме сега кој така. Джани Демикелис го фати ли ти? Не, тоа после бе, ти отиде 92-та, те молам се, јас сум уште у Перес де Коелјар 88 и тогаш Лаза му рече на Киро. Ама гледавме вести, нели, па после кога дојде 91-а, Горан Милич, Јутел, Гордана Суша, Вања Вардијан се јавува од Љубљана, од Словенија и така натаму. Но поинакви беа времињата, работите кои што тогаш ни се случува, многу од нив ни се случува за прв пат. И тоа е тоа. Тогаш имаше 2 весници. Ја купував и Нова Македонија вечер, место да купувам сендвич на голем одмор меѓу втори и трети час, со тие пари купува весник. Се сеќаш на 44-те броја на Република на Плевнеш? Како не, да. А не 34 броја. Знаеш кој ми беше омилено во недела? Во недела избор имаше во Нова Македонија и дава од странскиот печат. Од странскиот печат, да, од југословенскиот. Тоа ми беше омилено во недела, малце, како да кажам, од пошироки рамки од Македонија, следиш вести. Слушаш ли? Така, колега. Просекот во државата. Да. Весник у моментов у Македонија, освен за постилање на гајби. Ние во тиквешијата, знаеш, оно застолско грозие, гајби. Ги постиламе со весник. Друга нам... Нешто така по подруми, некој краденче, така исто да си постелиш фиоки и така натаму. Денес весник е... Син ми обожава, најстариот син, обожава весници, кој ќе види, тато, дај весникот и чудно му онака, знаеш, и хартија и ја гледа. Што е ова сега? Да, што е ова сега. Се чувствува како да ја гледа историјата пред себе. Да, него му дело е ко 19 методолошки, како да одговориме на прашањето, уствари, вие се кажавте за вашата младост, но методолошки... Не се Боцевски. Го слушаш ли? Младичок го слушаш? Значи, дај жити. А пуста младост помина. Методолошки, како се разликуваат кампањи? Тебе, рековте 7 секунди, но тогаш повеќе места се посетуваат дневно, помалце места се посетува, имаше повеќе како да кажем, на директен контакт со луѓето, сега поише веројатно на социјални мрежи. Апсолутно многу повеќе на социјални мрежи. Значи тогаш не знам, немаш социјални мрежи. Немаше. Социјална мрежа во наше време Боцевски немаше. Кај нас мало социјална мрежа беше кооперација. Кооперација, да. Како беше кога беше жив Тито, Фејсбук не паѓаше директно. Да, гигабајтите беа, бекап имаше јак. Да. Тогаш социјална мрежа беше нели бабата на тераса или на чардак. Сега многу повеќе има социјални мрежи, Reels, едно друго. Многу полесно е да се закажат митинзите, тогаш нели може да се случи митинг да не разбереш за него. Така што тоа е тоа. Има многу повеќе има реклами, многу повеќе има канали на телевизија. Тогаш имаше еден канал на првите избори и на вторите избори, а после тоа на третите избори имаше 2-3 канали, па после тоа се зголеми. Значи многу по-плурален е амбиентот. Ето, од прилика така е некој согледување, не тоа само
македонски феномен или македонски тренд, туку генерално и во светот. Да, ние ги следиме. А во делов на креативноста, покреативни бевте тогаш во партиите или сега сте покреативни? Креативноста на кампањите многу повеќе се гледа од после колку ќе го запамтиш слоганот за година, 2 или 3, отколку во самиот и даден момент. Ја, например, не знам кој е, сега ми текна данас тео слоганот, е нашиот председател. Ке се вратам на тоа многу ми е сигнификантно тоа, нашиот председател. Македонија повторно горда, да, окей, влегува во увод, другите некако не ги пратам. Например, Киро го памтиш? Не, љубише го памтам, Гордо Македонија. Гордо Македонија 94-та. Ја памтам во мојот живот само два. На Киро беше доверба. Значи само тоа беше. Ја само два од сите кампањи, мислам, ја ги памтам, ги знам генерално сите, но вака на прва, најзабележителни да ги запамтам, ми се само два од цела историја Македонија. Ајде. Со чисти раце. Добро. На Гошев. Да, Перо Гошев. 94-та. Не можеш да го памтиш, ти го слушнал. И од 2011 измијани магаре. Ти само лода па ги памтиш. Значи, измијани магаре е убедливо најјакиот слоган на Јовма на Не има подобар. Ама во тебе лежи еден латентен лодап подржувач, чим два така демократска. Да, само од центар. Види, демократска тогаш отиде и на кај центар десно. Со чисти раце кога беше. Тогаш веќе Да. После слизна После со Жерновски веќе се фузира. Памтиш на Демохристијанската социјалистичка партија најдобриот слоган на сите времиња? Кој? Од 94-та. Не. Ако е така, а така е. А така е. Не, најдобре. Мак 90-та, колку сме, толку сме, токму сме. Да, тоа е вака. Историските. Да. Те малце реминси. А и види, например, што не ми се допадна, например, Кепендаровски во оваа кампања и во неговиот спот, не ми се допадна што пред 10 години, не така одамна, или пред 15 години, кога ќе дојде разноразни политичари од Европа или од светот или од било каде, и оние кои што не ни се склони ќе почнаа да ни велат вашата земја, вашиот народ, вашите, не знам, вашиот јазик, дека се нарекуваме Република нашата земја, значи и нели тоа беа така едни политичари кои што обично ни го вртеа саатот и кои што 2004 Боцовски се сеќаш, ни велеа уште само референдумот за општински поделби и територијални поделби за 3 години влагате во Европска унија. Сега ние тоа своевремено го доживувавме како голема неправда, како голема навреда оправдано. Сега, тоа нашиот председател, нашата земја, нашиот ајвар, дојде да ни го кажува под наводници нашиот председател. Значи не е нашиот, туку е македонскиот председател, македонскиот ајвар, така е македонскиот јазик, и така натаму и така натаму. Македонската пита со прас. Да, значи за жал под наводници нашиот председател влезе во некоја автоцензура, автонегирање и едноставно не ми се допаѓа. Ама добро, значи ги најде главната забелешка, нели суштинска, кампањска, да зборуваме после за наративите, ќе зборуваме, сега не зборуваме за наративите. Ајде, сега да бидеме објективни. Која е главната суштинска, ваква слична кампањска забелешка која може да дадеш да речеме за вашава кандидатка? Да. Промена на актуелната гарнитура. Тоа е главниот наратив. Но не зборуваме за наративот, зборуваме за слоганот. Слоганот Македонија повторно горда, да, затоа Борјан Јовановски имаше убава забелешка, веле, добро, кога била Македонија горда, па сега повторно. Не согласувам со Борјан Јовановски, сега ќе кажам кога беше горда Македонија. Македонија беше горда 2011 година, кога 100.000 луѓе во Скопје ги дочекаа кошаркарите кои се вратија од Европско првенство. Македонија беше горда кога на 8 септември 2011 година ја славевме независноста на Македонија, 20 години независност со полни плуќа, кога се пушташе музеот на македонската револуционерна борба и со илинденци, и со партизани, и со дисиденти во време на комунистичкиот режим. Македонија беше горда кога секој месец се отвореше нова фабрика,
Македонија беше горда кога на листите за инвестиции и doing business и така натаму беше на 5-то место во Европа, а 10-то во светот. Македонија беше горда Касандра кога дојде. А сега нема листа. А сега нема листа во државата во која што Македонија не е последна во Европа по сите основи. Значи, тврдам, пред 2 години бев во Молдавија, Молдавија 3 копија пред нас. Значи, со развој, со финансии, со економија тука некаде сме, но со тоа што Молдавија напредува, Македонија не само што стагнира, туку оди назад. Македонија беше горда кога ќе влезеш во Македонија. Македонија беше подобра и од Србија, и од Косово, и од Албанија. А сега кога ќе влезеш во Македонија, како да си влегол во темен вилет. Кога влегуваш од Косово во Македонија, влегуваш од германски автобан, одеднаш во еден темен вилет, каде што сите банкини се искршени, каде што нема светло во тунелите, каде што патиштата се со дупки и така натаму и така натаму. Така што за жал изминативе 7 години Македонија стана неуспешна приказна, каде што децата и луѓето се пригрезуваат јазик дали да кажат Македонија, а нашиот бескорисен председател Стево Пендаровски се мисли дали да каже Македонија, не кажува, туку вели нашата земја. Добро, ја анализиравме Силјановска, го анализиравме Пендаровски. Ајде сега и другиве да ги потфатиме. Максимум за Македонија. Максим Димитриевски. Па мислам дека Максим Димитриевски се става себе си на мапата. Значи тој треба да води, да Ама влече вели листата. максимум. Што е тоа максимум? Па добро, тоа е кечи сега, тоа маркетингот, нели, тоа на времето Злате Лозановски која ги пишуваше насловите во дневник, знаеше како најубаво да напише наслов. Работава е она што Максим Димитриевски го има или го имаше како бренд во Куманово, сака да го пресликаат на Македонија. Добро, не може. Максим е, нели, асоциација за него е Куманово, но тој сака да прикаже, нели, да проектира национален бренд преку неговиот локален бренд и ете тоа сака да го направи. Така што мислам дека Максим Димитриевски ќе има одреден квантум на гласови, мислам дека ќе му земе на СДСМ повеќе гласови од што очекуваат и неговата надеж е да после тоа се преслика, нели, во вториот круг, односно она што е најважно за него, тоа се парламентарните избори. Президент Европјан, односно европски председател Бујар Османи, реалноста го демантира затоа што нели не европски корупцијските скандали кои што ги гледаме таму, не е европски да има пукања по тие општини, не знам, напад или атентат врз градоначалник и така натаму. Така што таму реалноста ја демантира кампањата на дневна основа. Храбро за Македонија, Стефчо Екимовски. Храбро. Не поминува. Мислам дека од сите кандидати кои што настапуваат, мислам дека Стефчо Екимовски ќе има најмалку гласови. Го враќаме достоинството на нацијата, Билјана Ванковска. Како тоа го враќаме достоинството на нацијата, не ме јасно. Battery low. Мислам дека како да кажам. Океј, ајде, ќе видиме што ќе кажат граѓаните, но нема, не лепи, не е кечи. Да. Ивица, ај ти сега Таравари нема слоган, но не Таравари за председател, наједноставен слоган нема од сите. Одлучи да не филозофира многу. Докторски ја заврши работа и тоа е тоа. Ивица, ти вака да ги проанализираш сите слогани, кој ти се допаѓа најмногу? Може водата само. Да. Значи, знаеш дека никогаш не ми биле Слоганите? Не само целиот тој маркетинг во изборите. Интересен е да го следам, ама некако не ми е фах, така да кажам. Да, ја ради никој од слоганиве не би излегол да гласам. И не само тоа нешто не обрнувам посебно внимание, знаеш, дека тоа го сметам за дел од веќе стана фолклор во политиката, знаеш. Какви биле слоганите, какви биле билбордите, какви биле сликите. Во Бугарија на изборите има најубав слоган во историјата, дај, но вика ще има ред. Значи, не толку едноставно го, ќе има ред. Имаш и Петар Стојанов кога нели прв пат победи на изборите, единствен пат, само едно тоа беше
Слоганот беше тој е. Не. У Убава историја фраза, на нели? македонски политички пиар најубав слоган е надеж. Да. Зоран Заев уделов на политички Ја ти кажам, PR. отворено не ги памтам. Тоа се заборави еднаш после изборите. или можеме беше, како беше бе? Не, живот за живот во Македонија, живот, да. за живот. А Да. промени Живот. не Не, тој е многу моќен беше 98 промени за достоинствен живот. Да. Види, ја имам на стевот не го одбар мојот слоган. Ја му предложи слоган кој можеби ќе му донесеше некаков резултат. Требаше слоганот да биде од прва ништо не бидува. И не го прифати, иако отворено бесплатно беше понуден се и дизајн и тука, работиме и Canva, работиме и Photoshop и Corel, нешто ќе смучкавме на брзинка. Немаше Со вештачка интелигенција. AI. Немаше потреба ни израелци, ни чуда, ни врагови. Ке го завршивме тоа. Кавадарчани подоброто. Кавадарчани засилени со вештачка интелигенција. Значи, Со пекчевчани. Опасно е. да знаеш ли што е тоа? На Митко Јанчев плюс AI да му убациш. Не, тоа е ADE. Нема Не, таков е, не, кој што може Митко да го се нема. не. Дури не можеш ни Моlim. дипфейк да му направиш на човек. Не. Немам ништо, не. види. Ама види да се направи дипфейк, нема акцентот да му го фатат. Нема, ајде да фати го кавадаречки акцент. Voice over, Ја нема мислам дека шанси. вештачка интелигенција Машин проблем да ја learning фати- не знам Нема, дали е нема стигна да го до таму, фати, да. Не, него вештачка интелигенција ќе има проблем ке Митка да го фатите мисловен низ. Нема таква вештачка интелигенција. Се уште види, за да не биде дека нешто зборуваме, значи во моментов еден од најавтентичните политичари и самоникнати во Македонија. Тука негде согласуваш мора ли? да правиме пауза за реклами, се согласувам од мојот град. Тука негде мора да правиме пауза за реклами. Ова е, почитувани слушатели, верували или не, 400-то издание на Еспресо со Златев и Боцевски. Јубилејно. Толку кафиња сте 400 испиле. емисии наутро, 400 кафиња, по 50 евра дневница, замислите колку пари сме заработиле. Значи, тоа е тоа. Останете. Утро, уште еднаш, почитувани слушатели. У првиот дел бевме малце така расположени, се смеевме за Реминисценции историски. реминисценции од историјата. Малку и носталгични, но и летаргични. Да. Иако да се спомни историјата на македонската современа демократија без да се да се спомне Стојан Андов е рамно на да уште македонски рок-н-рол времеплов. Љупчо, значи веќе кога викаш реминисценции, значи замисли вака се ако што има македонски рок времеплов и македонска рок енциклопедија, да има македонска политичка енциклопедија. Што се ќе се стави таму? Боцевски, ваква треба книга да направиш. Ти си идеалниот. Да. Ти си рок пророк, ама онака Да. политичка верзија, да. Дај стварно да направиме. Ама никој кој може боле од тебе? На плурализмот да фатиме. Да, И уште малце сериозно. пред плурализмот кога се загрева работа. Па со сите овие слогани, плакати, едно друго ќе ги најдеш, ќе ги ставиш, ме разбираш. Да. Тоа е тоа. Ете, Ти кажав дека го најдов Липчо Георгиевски, основач на Уиди. не со за владени кај учени. удржење југословенских Па види, тоа била сцената и од тој момент тоа беше единствено што се понудило, се што било алтернатива отишло таму. да. Не, а он или е кашкавалот тогаш од Делчо. И тој е таму. Да. Добро така. да се вратиме. Да се вратиме. Да. Back to the future. Да. Back, Док. back to the future. Назад во иднината. Владко, твоја прогноза. Колку пратеници ќе има ВМРО ДПМН според тебе од прилика сега нормално не можеш да кажеш 59, но од до некоја, ама да не биде сега многу голема. 75. Да не биде помеѓу 30 и 60. Да, некој. Да, некој. Да. Љупчо, види. ВМРО има најголем број на пратеници и прво би сакал да упатам клучната порака од луѓето кои што не слушаат во моментов, а кои што во моментов не се определени за кого ќе гласаат.
има одреден квантум на луѓе, покрај нашето стандардно гласачко тело, покрај оние луѓе кои што ни даваат доверба, има одреден квантум на луѓе кои што не ни се склони, кои што се вонредно незадоволни од власта, кои што сакаат да има промена, но некако имаат некоја скепса према нас. А пораката до нив е дека ВМРО секако ќе направи владата, но не е исто како се преговара за влада со 50 пратеници, со 55 пратеници или со 61 пратеник. На поинаков начин се преговара ако имаш 61 пратеник, на поинаков начин се преговара ако имаш 52 пратеника. Би ги замолил луѓето кои што не ни се склони, најчесто од оправдани причини, да размислат дека е стратешки важно за Македонија да има стабилна влада. Од до. Зависи како ќе финишира, зависи кој ќе биде наративот последните 10 дена. Зависи дали ќе успееме ние да го искомуницираме ова кое што го кажувам. Особено уште еднаш ќе речам во однос на оние луѓе кои што се антивладино расположени, кои што не ќе очи да им видат на СДСМ и ДУИ, кои што гледаат дека во Македонија е катастрофа, но кои што не се баш сигурни дека сакаат да гласаат за ВМРО. Нив им порачувам дека е важно за еднината на Македонија ВМРО да направи стабилна влада, која што нема да биде соборена за година или две, која што нема да биде торпедирана со ново парламентарно мнозинство и со византиски политики. Многу е важно. И би ги замолил исто така и луѓето кои што би гласале за некои од помалите партии, тоа е дека нема да им помогнат на тие помали партии, а само ќе загорчат позицијата на ВМРО во коалиционите преговори после изборите. Уште еднаш, нема да им помогнат на помалите партии, нема разлика дали ќе имаат 2, 3 или 4 пратеника. Не треба да ја загорчат позицијата на ВМРО која ќе преговара следната влада. Уште еднаш, не е сеедно. Не е сеедно. И не е исто како преговараш за влада кога имаш 50, 55 или 61 пратеник. За Македонија е важно ВМРО ДПМН да има јасна, силна позиција во коалиционите преговори после избори. Правевме некакви се проекти. Се откажа 3 пати те враќаш, 3 пати исто одговори, толку дигнера се што да кажеш. Добар политичар. Лјупчо го кажав ова 3 пати, затоа што тоа е суштината на избориве. Ние можеме да збориме 3 сата на тоа доаѓа. Да. Значи ВМРО ќе направи владата, прашањето е дали коалиционите партнери кои што ќе дојдат, дали ќе имаат после тоа 3, 4, 5, 7 или 7 министри. Во моментов ДУИ и коалиционите партнери имаат десетина министри. СДСМ во моментов е втора виолина во владата. Ивица, направивме ние проекција на најновата анкета на ИПИС на Владимир Божиновски, излегува негде 52 пратеници. Не, ќе почекаме да ги добиеме другите, ајде да идеме само за тоа што го имаме. Добро. Значи во тројката ВМРО 12 пратеници, СДСМ 6, Левица и Знам по 1. Во четворката 11 ВМРО, 7 СДСМ по 1, Левица и Знам. И повторно истиот тренд, ако поставиме Лјупчо, значи надфрлаат и Силјановски и Пендаровски над ВМРО и над СДСМ, Максим Димитриевски над 50% над Знам, а Ванковска не е сега во негативен, туку точно е на Левица. Значи, тоа е во моментов последното. Види, треба да... Јас пак ќе кажам, ја гарантирам дека, и можам да се облажам со било кој, дека резултатот на Билјана Ванковска ќе биде значително понизок од резултатот на Левица. Исто така, она што можам со сите уште во овој момент да ви кажам, е дека излезноста во првиот круг на претседателските избори не очекувам дека ќе биде онака како што ја предвидуваат анкетарите во Македонија. Колку мислиш ќе биде? Ја мислам дека ќе се движи негде околу 40%, 42-3, 45-6. Мислиш 750-60? Нема толку. Под 800.000. Мислам дека ќе биде излезноста под 800.000 во првиот круг. Тоа го темелам на неколку важни аргументи,
А исто, оно што досега многу малце луѓе го разговараат, а еве да отвориме тука и Владко и он е релевантен на таа тема, датумот на избори, на вториот круг од претседателските избори и на парламентарните избори, е премногу според мене во еден сендвич помеѓу верски празници, во еден сендвич помеѓу слободни денови кои може да се спојат. Затоа што кога ќе соберете ден на избори секако неработен ден ќе биде, кога ќе оставите тука Великден, вас ви треба само еден ден да земете одмор, за вие да си ја споите цела недела и да си отидете да си истерате еден одмор, дали во Охрид, дали во Грција, дали една екскурзија низ Европа, пред сезона, каде што цените се прилично поевтини. Сега, ова го зборувам као домакин човек првенствено, не го зборувам као политик. Ја би го направил тоа. Значи, по еден ден си взимаме одмор со жена ми од работа, си ги спојуваме сите и си шибаме. Одмор пред одмор за ефтини цени. И мислам дека тоа дополнително може да ја намали излезноста, особено што сега Великден, еден од најголемите христијански празници, сега ние треба да го поминуваме со политика. Владко, што ќе кажеш на оваа временска атмосфера? Има две димензии. Мислам дека луѓето кои што се во Македонија сакаат да го казнат СДСМ, сакаат да ја казнат власта. Луѓето им се прилично лути и наапани и тоа ќе се случи на изборите. Значи, сите оние понижувања кои што им ги приреди оваа власт, сите оние катастрофи на Стево Пендаровски, на Зоран Заев, на Таче Ковачевски, ќе дојде на наплата. Но има еден друг проблем тука, тоа е исто така причина повеќе да се гласа против власта и за демонтирање незино, а тоа е, не знам колку луѓето во Македонија ги разбираат, па дури и оние кои што се аналитичари, размерите на иселувањето од Македонија. Значи, од Македонија си има случајно последниве 6-7 години таков екзодус, како што немало во македонската историја. Одговорно го отврдам тоа. Од Македонија секогаш имало иселување. 150 години назад, пола наши лектири во школа беа за гурбет и за печалбари. Како се враќале едно друго си. Како оделе, како се враќале и сето останато. Но ваква евакуација, вакво заменување, ваква катаклизма од бегање од Македонија немало во македонската историја. Одговорно тврдам по бројки. Така што мислам дека ако имаме одредена намалена излезност, тоа е поради тоа што луѓето си отишли од Македонија, а тоа е причина повеќе оние кои што останале сите до еден референдумски и плебисцитарно да ја поразат оваа власт. И мислам дека тоа ќе се случи. Истовремено, Љупчо, мислам дека дури луѓето кои што ќе отидат на одмор, да речеме, не знам, во среда од Сабајле ќе тргнат со колите, мислам дека ќе гласаат од Сабајле. Мислам дека на никој не би било проблем ако трга на пат во 8 или во 9 Сабајле, во 7, 7,5 или во 8 да отиде да гласа. Зошто? Затоа што со години им го собира на оние кои што има ништа државата, на оние кои што им приредуваат најголема инфлација во Европа, на оние кои што им наметна автоцензура и каде што децава сега кои што имаат 10, 12, 15 или 20 години се мислат дали да кажат Македонија на час по македонски јазик. Ради тие понижувања треба да се гласа. Без разлика дали некој ќе спои викенд, дали нема да спои, дали ќе отиде, нема да отиде и така натаму. Види, настрана од професионалната деформација на Владко да екипира луѓе и да повикува, Ивица, една анализа од твоја страна? Не согласам со тебе, мислам дека ќе биде повисока излезност. А во однос на ова спојување на празници, тие работи? И тоа мислам дека не влијат луѓето, види. Знаеш, имаме еден обичај понекогаш да ги третираме луѓето како да така. Тоа не, јас си поаѓам од себе, ја да не го работев ова што го работев, ќе си фатев. Добра, ама од петок до наредната овакво, па вие гласајте си тука за фркаје. И да е така, да. Тоа е занемарлив процент. Еко мене. Занемарлив процент. Тоа мислам луѓето
Има Такви доволно, хедонисти како Лјупчо нема многу. има доволно време за се, Лјупчо. Лјупчо Златев занемарлив процент. Да. Не само Лјупчо, ти тука не си репрезентативен пример. Занемарлив процент. За читање Да, вестници. не, и мислам дека тука ќе има, знаеш, онака ќе има се муабети, па ајде, да. Тој што изгубил, ќе каже, изгубил заради тоа што На биде одмори, споени дели. пред виците. Ради датумот, ради кабелот. Да, точно да, Кабелот точно е да. крив. Тој што не добил гласови колку што сакал да добие. Реално, исто. ние кои доаѓаме од како се вика тоа, од менталната сфера на СДСМ, од светогледот на СДСМ, Која ти е таа сега? Ментална ние сфера на СДСМ, каја најде се? што сме СДСМовци со педигре. Во душа. Дел од Добро. нас отишле на една страна, дел на друга. На три страни не разделија. А четвртата, Австралија. а четвртата ВМРО да помене. И сега што ќе кажем, ние реално и така посме склони кон тие работи, идење на одмори. Склони кон гојазност. Сега, овие кон гојазност склони, уште од времето на Јане Милјовски, нели покојни, Кон злоупотреба на субстанции. на службена положба. Добро. А сега у последно време, па СДС е на власт, колку години веќе? 7 години. Може изнакрадува бате, сега имат и пари да отидат и до подалеку во овие денови нивните. Сакаш да кажеш дека за нивно добро е да идат опозиција малку, да. Ама не само тоа, сега имаат и паричка. А се и ќе наработија? речат, ајде сега Не, ја ќе да. се замарам за тачи сега. Знаеш кај СДС го има тоа, дај ќе си идем у Дубај 5 дена со фамилија. И нив може негативно да им се одрази ова спојување на нивните гласови. Зимно време они идат на скијање. Што мислиш колку ВМРО-вци знаат да скијат во државата? Ај се. Значи, Ај се. Во секој еден Златев лежи еден мал СДС. Од него збори сега политичкиот кој ВМРО знае тенис да играе објасни? Значи, А у со тенис ви- СДС степат 20 му... А со прибор јадат или Што? користат прибор за... Не, извини, едини ВМРО што знае тенис да играе Вело Марковски, он отиде сега у родина. Звонко Јанкуловски? Не, ВМРО Звонко како? Во душа е ВМРО-вец. Тоа е по душа се. Тоа што ќе кажеш дека си нешто не значи дека си тоа во душа. Или во пракса. Сега зборуваме антрополошки. Значи мислите дека сепак има излезност 20? Не, Лјупчо, мислам дека има излезност од луѓето кои што се тука. Уште еднаш ќе речам, Македонија има историски проблем со огромното иселување кое што се случува незабележано во македонската историја 60-70 години наназад, како никогаш до сега овие 6-7 години. Од оние кои што се во Македонија мислам дека ќе има огромна излезност. Кој што може би нема да ја видиме во процентите на излезност, но од луѓето кои што се резидентно тука, сега апсолутно ме мислам дека ќе биде провоцира голема и дека слушателиве. и дека ќе биде доминантно опозициона. Еден слушател ти постава прашање, Лјупчо вели, а со кој пасош мисли оваа групава да иде на одмор во Грција? Ти си извадија бац на почеток, не се Не знам ја таа. Вика Златев ти речи Пендаровски нема да се кандидира за председател, Босовски е пореален. Били. Сега имаме тука една друга димензија. Може не Владко, според тебе Бојко Тивок во вториот круг од страна на СДСМ? Сега доколку биде Пендаровски, сега изгуби, не знам, 30.000 на 180.000 и да крене раце СДСМ и да ги пропаднат едноставно председателските избори. Мислам дека нема да се случи тоа, затоа што тоа не е добро за Македонија. Мислам дека генерално двете најголеми партии треба да имаат джентлменски договор во кој што председател на Македонија треба да се избере. Затоа што немањето кворум или излезност во вториот круг ќе турне Македонија во една, тоа на почеток ќе биде мини политичка криза, а после тоа може да биде и поголема политичка криза, која што гледаме дека одредени политички партии, не мали, сакаат да резултира со тоа да
на граѓаните им се одземе правото да си го бираат претседателот. Значи, ја мислам дека претседателот на Македонија не треба да го бира собранието, па не треба да бидат двајца, тројца, четворица политички лидери, кои што ќе речат, еве сега ние ќе бираме претседател, не знам дали со Бадентерово мнозинство или со рамковен договор или не знам со какви политички комбинации, туку претседателот на Македонија треба да го бираат граѓаните на Македонија кои што се суверен на оваа држава. Значи, мислам дека многу подобра комисија за избор на претседател е 600, 700, 800, 900 илјади граѓани на Македонија кои што ќе излезат да гласаат, одошто двајца, тројца, четворица партиски лидери кои што ќе земат да се договараат и да едноставно имаат византиски политики. Ај се едно тешко прашање. И би сакал во овој дел само уште една работа да додадам, Љупчо. Значи 2005 година, 2004 година, 2004 година кога во вториот круг беа Бранко Црвенковски и Сашко Кедев, ВМРО ДПМН не бојкотираше. Се избор претседател на Македонија. Да, Љупчо Георгиевски, Никола Груевски, тука им се случи главната кавга, така беше Ивица? 2009 година, кога изборот беше помеѓу Ѓорѓе Иванов и Љубомир Фрчковски, СДСМ се одлучи да не бојкотира. 2014 година, кога изборот беше помеѓу Ѓорѓе Иванов и Стево Пендаровски, СДСМ губеше, но реши да не бојкотира. Си избор претседател на Македонија. И исто така 2019 година, кога во вториот круг беше изборот помеѓу Стево Пендаровски и Гордана Силјановска, ВМРО ДПМН реши да не бојкотира. Ама тесно беше, Владко. Во ред, тесно, но важно е да се избере претседател. Тоа сакам да кажам, дека мојата порака и до СДСМ, и до нивното гласачко тело е дека Македонија треба да има претседател, дека Македонија треба да го задржи моделот каде што граѓаните и народот бира претседател и затоа без разлика кој ќе биде резултатот во првиот круг, а јасно очигледно е дека ВМРО ќе води прилично убедливо во првиот круг, дека во вториот круг треба да избереме претседател на државата. Едно тешко прашање до тебе. До себе е лесно. Председателот Стево Пендаровски вчера во Демиркапија ги поздрави активистите на ВМРО. Не, во Градско. Во Градско се извинувам. Да бидеме прецизни. А претходно даде изјава дека во неколку населени места Гордана Силјановска Давкова не се појавила, а тој отишол кај сите и ги посетил сите граѓани. Како гледате на оваа негова изјава и овие негови активности? Нема врска дали Стево Пендаровски отишол некаде недела дена пред избори. Стево Пендаровски 5 години го немаше никаде. Буквално. Значи, одат и овие наши активисти и пратеници, сите останати го прашуваат. Стево баш вчера мислам дека во трите струмички општини, во Босилово, во Василево, во Ново село го прашуваат. И тоа не се мали општини, тоа се општини по 7, 8, 10 илјади жители. Го прашуваат Стево Пендаровски дали се има појавено, никаде нема да дојдено 5 години. Значи проблемот е и втора работа, што Стево Пендаровски во овој негов мандат се покажа како вонредно бескорисен претседател. Че кој што ништо нема направено за Македонија, нити има донесено инвестиции, нити ништо, така што тоа отприлика одговорот. Има уште многу што да се каже. Ѓорчев, ти благодарам. Тука негде ќе го завршиме ово издание на Еспресо со Златев и Боцевски. Бе, тама се загревавме, мисля. Па ајде, пушти реклами, мора да отидат рекламите, па ќе се вратиме да завршиме на рад, полека на тенане. Се враќаме назад во студиото на Радио Лидер уште еднаш. Да завршат избориве конечно и пак ќе се вратиме на еден блок на реклами, ова со 2 блока на реклами. Не се да Златко микрофонот, ако може малку поблиску. Се прават поише пари, ама знаеш, ти го прекинувам муабетот, да не го искористам скопскиот. Сакавме нели да го завршиме обедот онака на Знаеш што муабетот ти го прекинувам муабетот, иначе друг е зборот. Место прекинувам може да го замените слободно во вашите глави, и не можеме ќе не казне совет за радиодифузија. Ај не е пристојно. Ај не е пристојно на медиум да се користи. Појаволите. Тој збор, да.
А и по ги волите има у матер, разбираш, има и македонска верзија. Добро. Па ајде сега за финиш. Го проанализиравме с Тево. Што мислиш за Ковачевски? Стабилен лидер? За Таче Ковачевски? Не, па вака, Кој друг сега? мислам, Овој другиот кривична пријава му поднесува Ковачевски од Рек Битола што беше после УЕФМ. вака, мислам дека Таче Ковачевски ги живее звездените моменти на Собствениот живот. во праим, во животен праим, да. Каде што он држи кампања, држи митинзи, нешто се поздравува, вика одговорница. Лидер на СДСМ. Ама за 2 месеци ќе треба да си иде од лидер на СДСМ и таму тие неколку нивни кланови кои што ќе требаш, кои што ги има, ќе треба да ги извадат мечовите и да ја решат ситуација. За кој си ти? Од тие 2-3 клана, вака? Кој најмногу ти се Зашто да свига? биде за било кој? Па, Мора да си има умилено крило СДС. Од А секаде. тоа, значи, од секој... Например, кога бира председател Заев, која беше, на ВМРО умилен им беше Кире Наумов. Што слушнав вчера од митингот, Јово Деспотовски ке бил лидер на СДС. Другар ти? Да, бе. Генерација. Боцевски. Си слушнал таква работа? Не ќе да се мешам, затоа што ја што год да кажам, нели ќе биде вака на мигном и не така. дека не сум слушнал. Ама неќу да се мешам. Во тој контекст. Да, добро. Види. Апропо тоа, колега. И ја мислам дека најмногу заслужува од сите да биде лидер иден на СДСМ Стефан Богоев. Кој ќе биде лидер на СДСМ не се знае, но се знае кој нема да биде лидер. Тоа ќе биде Таче Ковачевски. Така да Радмила Шигеринска. Мислам дека и нив им е јасно. Знаеш како, Љупчо, СДСМ нивно членство сега игра утакмица која што знае дека ќе изгуби и возат у некоја втора, трета брзина. Значи никој од нив не влага у кривина со 90 на саат, никој од нив не иде у пета брзина, туку ете така. Знаеш синдромот македонски, еве работиме. Значи затоа немаат ни плакати залепено, затоа ги нема од врата до врата, затоа е, не знам, во кисела вода на Стево Пендаровски му се појаваат 140 души, изброено 140 души на митинг и така што таму е синдромот еве работиме, секоја чека сврската која што ќе биде таму негде во јуни-јули и тоа е тоа. Види, ако некој што се бави со тендери сте го пуштиле да брои 140, може да би 90 да биле. Ако го пуштиле, оној што ги мери камиони на Рек Битола. Сакаш да кажеш дека нема ентузијазм, така? Нема ентузијазам. Мислам дека знаеш како е вица. И во политика, и во живот, и во спорт има моменти каде што прекршена е утакмицата. И прекршена е сега утакмицата. Значи, ама спортски е да доиграш, така. Спортски е да се доигра, спортски е да се види кој колку ќе има претеници на крај. Но тоа е тоа. Желбата за промена е голема, недовербата кон власта е огромна. Незадоволството е и тоа како големо и сега, тоа ќе го видиме. Затоа што ќе можеш да им даеш совет си било таа страна. Што се прави кога си во таа позиција? Како партиски активист? Кога се губи. Кој е твојот совет? Во моментот во СДСМ има партиски активисти кои што се пристојни луѓе. Знам дека Владко има одличен, кога се губи Владко има одличен совет за изборниот се знаеме ден. одамна, знам дека ти објективно умееш ова да го. Што би му дал совет? Владко има одличен совет за изборниот ден. Да речеме некој му вика на дечко тој што на треба да 32 чита години резултати, да каже ја денес не читам. Како? Што се случува? Вака, значи тие сега нема да изгледат малку, ќе изгледат многу. Разликата е скоро 2:1. Зборувам на парламентарните избори, колку ќе биде останува да видиме. ВМРО и кога губеше избори 2016 година, ние изгубивме 51-49, 20.000 разлика го победивме СДСМ, но СДСМ направи владата. Нели, и тоа беше она што го споруваат тие во теарце, нели, втор, трет круг и така натаму. Така што ВМРО и кога губи избори, губи со
победува со 20.000 разлика, па после тоа нели Да. СДСМ ја прави Ма ја мај прави си влада. бил 20 и... Сега 22 си бил, например, во мислам таква ситуација. дека СДСМ ваков каков што е, истера 2 мандати во опозиција. Значи мислам дека следната влада на СДСМ најрано ќе биде 2032 година. И освен ако ВМРО не им помогне. Па не, мислам дека ќе Не сме за ефикасно. толку. Мислам дека Мислам дека не сме да... не, мислам дека јадот и лутината спрема овие историски порази кои што ги приреди СДСМ на Македонија ќе трае минимум 2 мандати. Ние 2002 Боцевски кога изгубивме на 15 септември, изгубивме 200.000 разлика. Значи Бранко Црвенковски имаше безмалку 500.000 гласа, ВМРО имаше 300.000. Значи тоа беше отприлика симплифицирано 500.000 на 300.000. Ние СДСМ го соборивме во рок од 4 години. И го Сеќам победивме. на тоа, да. Го победивме на локални избори тогаш 2005 година, кои што беа одложени ради територијалната поделба. Така што уште еднаш мислам дека СДСМ ќе иде 2 мандати во опозиција, дека оној лидер кој што ќе го изберат сега во јуни-јули. Мислиш дека е можно враќање на Зоран Заев на челната позиција во СДСМ, ако не сега, тогаш после локалните избори наредната година? Не знам, мислам дека сега Заев ќе игра преку прокси, односно ќе игра преку Венко Филипче. И дека на Венко Филипче нема и нешто премногу мерак вака да биде пратеник, туку мислам дека ќе биде друга неговата улога во парламентот. И заради тоа треба да бидат поразени на купче. Сите. Затоа што мислам дека демонтирањето на македонската држава и историскиот зулум кој што го направи Зоран Заев треба да биде казнат, во кој што нормално сега учествува и Тача Ковачевски заедно со нивните коалициони партнери. Мислам дека Македонија, македонскиот народ и граѓаните на Македонија треба едноставно тоа да го пресечат. Значи треба да се пресече како со Дамоклов меч, она што тие сакаат да го терат како нивни византиски И сега политики. советот, тебе, така да завршиме. Советот за колегата од СДСМ. Да не се ангажира многу, да не си го губи времето, затоа што 8 години ќе бидат у опозиција. Има време после борби против ВМРО. Да. Режимот ќе го значи, рушат. Има работа. Не е без работа после 8 години. Режимот, правата човечки, Има се, може се, па овакво. Пашка ќе се развибе невладиниот сектор, многу се умртви години не немаме више невладин сектор, човече, од СДС. Види, Лјупчо, знаеш како влада на ВМРО е подобро за сите. Зашто? Подобро е за граѓаните, зашто ќе има проекти, ќе има ефикасност, ќе се работи, ќе се гради државата, а подобро е и за овие нивниве NGO прокси екипа, која што денес ќе може многу повеќе да плаче, многу повеќе да поднесува барања за проекти и така натаму. Ке гушкаат нешто ГТЦ. Па тоа што остане, нема универзална изгоре, сега што ке гушкаат таму. Све се запали, малце остана се гушка, тоа е тоа. Го слушна вчерашниот твит на денот, вели. Доказ е ова со универзална дека кога СДСМ гради објекти, тие не прокиснуваат. Не, види, знаеш како Боцевски, ние може за жал, јасно, не, ама проблемот е што веќе толку се актуелниве неспособни што веќе ги тераме и на мајтап, но не е за мајтап, за плачење. Значи во таа универзална сала сите ние сме иделе 100 пати на Златно Славиче. Ја имам предлог што да направите со ГТЦ како символ на најмрачниот комунизам и символ на гушењето на прогресот на Македонија, затоа што се почна со гушкањето на ГТЦ. Јас сметам дека ГТЦ треба да биде срушен, срамнет со земја, на негово место да биде донесена почва и цело тоа да се претвори, односно да се прошири жена парк во центарот на градот, као во Њујорк, да имаме еден централен парк, голем на местото на ГТЦ. Така ке го решиме проблемот со тоа пропадната локација од една страна, и од втора страна еколошки ќе придонесеме, па нека не се закачат.
И сега една скопска црта мора ти кажам дека неколку генерации на моето семејство се крстени, погребани, венчани во Може и црквата црквата да Свети се Константин и Елена, чии што темели се наоѓаат доле во ГТЦ и ден денес се случува, семејства кои што има таква традиција. Тие таму што се долу домаќините знаат да отклучат вратата и да возможат таму, нели, кога се празниците да се донесе сето согласно православните обичаи. Тоа била црква на слобата која што била закачена до градот на времето, така што Може и црквата да се направи у склоп на парк. Локацијата е таму, темелите уште се во актуелното ГТЦ. Интересно е како, за мене е интересна приказната како се сочувани и како тоа денеска се уште опстанува како обичај. Еве, си дозволив сентименталност од моето семејство, знаеш. На ГТЦ според мене ќе биде рамно на она тегнење на споменикот на Ленин во Советскиот сојуз, со која е символично падна комунизмот. Ние имаме тука требало да го направиме за да падне комунизмот и нормално треба да биде екстремно брзо дислоциран споменикот на Јосип Броз Тито од пред како се вика средното училиште Јосип Броз Тито, затоа што во 21 век ние се уште имаме споменик на тоталитарен диктатор во центарот на Скопје. Ми полоши работи, ај сега нема да влеземе. Би сакал да се вратам на она за кое што зборувавме, тоа е за универзална сала. Значи покрај тоа што е неприлична трагедија, покрај тоа што е еден пораз, покрај тоа што е тоа символ на негрижата на оваа власт 7 години наназад ништо не се направи. Сега на врв на сето тоа, внимавајте, Стево Пендаровски завчера што јавува на Фејсбук и која изјава ја дава. Значи се запалува универзална сала, ништо нема направено таму со години. Стево Пендаровски вели, немај, вика цитирам, универзална сала мора повторно да се издигне и да биде еден од најубавите символи на Скопје и скопјани. Сега клучната реченица Стево Пендаровски. За ова ќе се заложам уште во првите денови од мандатот. А чекај човек, ти си во моментот. Ти си 5 години председател во универзална сала, немате една шајка закована. Твојава екипа е на власт 7 години. Ама чекај бе, Владко, ти си ектинг президент, ти сега да се заложиш. Така е, ама не, видео, за ова, значи за универзална сала сега откако изгоре, поради нивната неспособност, Пендаровски вика, за ова ќе се заложим уште во првите денови мандатот. А ти дечко имаше 1500 денови мандат и никому ништо. Значи во првите денови, не 1500 денови, ај вака да израчунаме точно. Значи 1800 денови он председател. 1800 денови е председател, една шајка нема заковано во универзална сала, тој вели во првите денови. Со време. Ако сме веќе кај гушкањето на ГТЦ, значи она нели урбано граѓанство кое што го гушкаше ГТЦ, спадна на тоа да му бидат спотери, на фамилија Бајрам да прави таму биткоини. Еден биткоин е 50-60 не знам колку таму долари. Сега они добија да го гушкаат ГТЦ, објектот прокиснува, а таму не велат, нели оние кои што правеа милиони и милиони евра, кои што ги плаќа народ и граѓаните за таа струја за да прават тие биткоини, не велат дека таму имале сервис за компјутери. И тоа ни го белеше МВР на носителот на листа на СДСМ во втора изборна единица Оливер Спасовски. Значи, шарена револуција се направи за тоа да семејство Бајрам со народни пари, со народна струја, копа биткоини во подрумот на ГТС. Тука ќе завршиме нашата емисија, Владко, ти благодарам многу. Фала и на тебе, Лјупчо, поздрав до вас, вашите слушатели. Зоран Заев имаше една девиза, кога лажеше и велеше парите ќе ги вратите. Сега треба да почнете и овие од ВМРО да викаат биткоините ќе ги вратите.